Сигурно сте ја чуле фразата "Scientia potentia est" или знаењето е сила. Често пати се повтараше, бидејќи беше дел од една кампања пред 10 на 15 години за популаризирање на високото образование, кога во секој град буквално беше отворен некој факултет, и се повтараше таа фраза: знаењето е сила, знаењето е моки. Се препишува на британскиот филозоф Френсис Бекон во неговата книга "Сакрални размислувања", "Сакрални медитации". Меѓутоа, во таа латинска форма која ние имаме, доаѓа од неговиот асистент, кој е 50 на години, меѓу другото помлад од него, во младост бил асистент, или Томас Хопс. Меѓутоа и двајцата неизменично покрај таа фраза "Scientia" или знаењето е сила, ја користат и фразата "Sapientia potentia est", тоест мудроста е сила всушност. Се дават толкување тоа што значи знаење. Не знаење како збир на информации кои се трупат, туку знаење кој води до промена на живот, знаење кој се живее, мудрост. Придобивање на знаење со цел на придобивање на мудрост. Но она што не се кажува, кога се цитира таа мудрост, изрека, е дека Хопс, кога говори за знаење, мисли на познавање на волјата на Бог. И тоа преку познавање на Светото писмо. И во таа насока тоа е продолжение на мудроста за која говори пред него еден друг мудар човек 2500 години пред Бекон, тоест мудриот Соломон, или во книгата Изреки вели: мудриот човек е силен. Тоест мудроста дава сила, мудроста е сила, а разумниот пак уште повеќе ја зацврстува својата сила. И самиот, Соломон, знаете, вели дека почетокот на мудроста е стравот од Бог или стравопочета. А стравопочета се формира во човек кој познава некого, има знаење и во исто време чувства зависност или доверба. Тоест, мудроста се врзува со верата во Господ. Зашто каде што нема вера, нема почит. Почитуваме, имаме стравопочет во нешто во кое веруваме, го познаваме и се доверуваме. Така да, во таа смисла, верата е клучот за знаењето кое дава сила. Тоа е темата што ќе разгледуваме, која Христос некако ја разработува и ни ја покажува, демонстрира во овој текст што ќе го разгледаме. Верата како клуч за знаење кое дава навистина сила. Значи, 7 глава сме на Евангелието според Јован. Видовме како ја отвара Јован таа глава, нов, така да кажеме, период, нова етапа од службата на Господ Исус. Наближува празникот Сеници или веќе настапил, што значи дека не воведува во последните 6 месеци од службата на Христос. Браќата го канат или го поттикнуваат да оди во Ерусалим и така со пропагирање на самиот себе си преку чуда да ја врати својата популарност која губи. Христос одговора дека не е времето. Меѓу другото, Јован не подсетува дека во Ерусалим го бараат да губиат, зашто пред година и пол излекувал човек во сабота и себе се представува како Бог. И затоа им одговора: не е времето, не е начинот, не е она што вие го кажувате, и оди тајно, на поинаков начин, на правилен начин, според Божиот начин, во Божјото време. И сега, тука сме, продолжуваме понатаму, Јован продолжува и вели, ова неќе да работи, не знам зашто. Може? Нешто за главило. Како и да е. Значи, во продолжение вели дека е средината на празникот. Така, продолжува 14 стих. Средината е на Сеници. Сеници трае 7 дена. Со други зборови, некаде на 3-4 ден од празникот, Христос ненајдено се појавува во храмот. Како што и се очекува според преданијата. Следниот пат ќе говориме повеќе за тоа, за идентитетот на Месијата, кој се открива на
празникот Сеници или шатори. Полн е Ерусалим со луѓе, полн е и храмот со луѓе. Има од секаде, не само од Јудеја, од Галилеја, од целата диаспора. Некои, веројатно, и за прв пат го слушат Христос, како говори. И Христос проповеда. Тоа е, така да кажеме, кога веќе помина неколку дена и празникот е така во полн ек, тоа е главната звезда веќе. Тој го чека својот момент. Не знаеме зашто проповедал. Од реакцијата на луѓето разбираме дека тој говори всушност за писанието, книгите, или во друг превод писанието, говори од Словото на Бог. И се восхитени од начинот на кој поучува, од тоа како поучува. И она од што се, всушност она што го прави нивната зачуденост поголема, е фактот, она како што ни велат, дека нема никакво образование. Тоа е значењето на зборчината кој овдека ги користат луѓето, или Јован ги користи. Како ги познава, вели, како ги знае. Не како ги знае, зборот е грамата, тоест описменување. Зборот грамотен човек значи описмет, некој што имал формално образование, одел на школа. И таму во школата добил некакво образование. С други зборови, тој никаде не одел на школа, ние го знаеме. Тој беше дрводелец, учеше во работилницата на неговиот татко, Јосиф. И другото зборче Мантано е ученик. Тоа е човек или дете што оди на школа. С други збори, нема никакво формално образование, никогаш не одел во некоја школа. Или според представата од тоа време, не посетувал некој равинско училиште, не е ученик на некој равин, не е дел од некоја теолошка школа во тоа време. Нема формално теолошко образование. А сепак го знае писмото, дури на други места, во други евангелија, подобро од самите фарисеи и книжници. Тој говори со авторитет каков што немаат фарисеите и книжниците. Не говори како нив. Е реакцијата на луѓето. И она што, всушност овдека, како реакција го покажуваат луѓето, е оној стереотип, кој го имало и порано, меѓутоа живееме во време во кој што е стереотип е уште посилен. Уште така повеќе доминира меѓу луѓето, тоа е увереност или авторитет кој се добива со образование. Формално образование. Формално образование во некоја школа, така кажа, престижна школа. Особено тоа станува така популарно, таа идеја за образованието како начин за менување на луѓето се популаризира и во времето на Френсис Бекон, нели, со ренесансата, хуманизмот, а особено со рационализмот, последните 100-200 години, кога почнува да се стекнува довербата на човекот во неговиот ум. Колку што човекот повеќе ќе знае, така ќе се променува, ќе станува подобар, похуман. Образованието ќе го менува човекот, ќе го менува општеството и така ќе стигнеме на крајот и до, нели, онаа највисоката фаза, комунизам во која луѓето ќе бидат праведни, нема да има лошо, сите ќе бидат добри. И таа вера во образованието потоа влегува, како што се од светот постепено влегува од црквата и во црквата. И она доверба во образованието, некој теолошко образование, дека ќе направи добар христијанин некого. Ќе направи посветен христијанин или ќе направи добар познавач на Бог и неговото писмо. Артур Пинк, кој е од тој период кога се популаризира образованието како начин за промена на човекот, на човештвото, вели најпопуларниот олтар, најдоминантниот олтар, кој има најмногу поклоници денес, е образованието или, нели, тие високи образовни институции. Да, тој мисли на светското образование, меѓутоа мисли и на теолошкото образование. Тоест на опасноста да се довериме на теологија, на образование во институции, занемарувајќи го проучувањето на Светото писмо, на книгите,
на писанието. Основачот на семинаријата во Далас, Луис Чафер, кој е така од истиот период како и Пинк, на своите студенти често пати знаел да им каже: познавам луѓе кои се добри христијани, многу добро го познаваат Светото писмо, многу добро го познаваат, многу добри служители си и немаат никакво формално теолошко образование. Познавам луѓе кои теолошкото образование им помогнало да станат добри служители, тоа е добри познавачи на Светото писмо, бидејќи самото образование ги поттикнува да го истражуваат подлабоко Светото писмо. А во исто време познавам и луѓе кои, ако го немаа теолошкото формалното образование, никој немаше да знае дека се воопшто христијани. Единствено тоа им дава некаков легитимитет образованието. Зашто, да, факт има. И вистина е дека има луѓе кои завршиле високи теолошки школи и поминале низ високи степени, академски степени и не ја прочитале Библијата никогаш целата. Единственото знаење им е тоа кој што го стекнуваат на тие институции. Сега, не сакам да кажам дека не сум против доброто образование. Сум застапник. Учествам во образованието на христијаните. Зашто тоа е многу потребно, многу важно. И се радвам што имаме тука многу студенти кои се вклучени во некој вид на формално теолошко образование. Меѓутоа, самото образование теолошко е средство, една алатка која ќе ни помогне подлабоко да го разбереме Светото писмо, да можеме појасно, поточно да го разбираме Светото писмо. Не е замена за проучување, за истражување, туку само помошно средство, кој треба да не поттикне да навлегуваме подлабоко. Зашто на крајот на краиштата познавањето на Светото писмо е тоа што дава сила. Тоа дава моќ. Познавањето на книгите, ние ќе видиме кој е тука контрастот меѓу силата на Христос и авторитетот, и силата и авторитетот на книжниците и фарисеите. Има разлика. Авторитетите е разликата. Тука би се повикал на тој судир меѓу познавањето на Христос и Светото писмо и познавање на и луѓе што имаат образование формулно. Еден пример ќе ви дадам од Новиот Завет и еден пример од историјата на црквата. Сеќавате на Петар и на Јован. После вознесението на Христос, после Педесетница, во една прилика во 4 глава кога проповедаа во храмот, беа фатени од таа полиција или обезбедување во храмот, како да ги наречеме, затворени и потоа изнесени на суд пред Синедрионот. Највисокото теолошко, духовно, политичко, правно и секакво тело во Јудеја и во Ерусалим. 70 души најдобрите теолози, оние кои поминале највисоки, најдобри теолошки школи. И застара тамо двајца рибари пред нив. Им поставија прашања, така одговори на прашањата, што останаа занемени тие луѓе. Се оскитуваа, пишува во нашиот превод, меѓутоа вистинскиот збор остана без збор, запрепастени. А знаја, вида дека тие се неоки прости луѓе. Им одговорија на тие луѓе тамо, Петар и Јован им одговорија со Словото, со писанието кој има сила. Знаењето на Словото, познавањето на Христос беше тоа што им даваше сила, авторитет пред тие луѓе. И на крајот заклучокот на Лука е самите тие сватија дека биле со Исус. И направија врската со тоа како Христос поучуваше и како тие луѓе поучуваат. Многу поинако од начинот на кој што поучувале фарисеите и тие членови тамо на Синедрионот. Што да кажеме за Мартин Лутер? Мартин Лутер, откако веќе ги објавува индулгенциите, веќе неколку памфлети распространено из Германија, и католичката црква прави неколку обиди да го седне така и да го убеди во неисправноста на неговите учења.
прво има еден помал собир, покрајински, потоа има во Аугсбург една дебата во рамките на монашкиот орден на кој што тој припаѓа. Поканете, повикане на таа дебата да го убедува Лутер, еден кардинал, Каетан, добар богослов, добар апологет на папата. И во таа дискусија или дебата, како да ја наречеме, цитирајќи го Светото писмо, со доброто познавање на Светото писмо, Лутер целосно го разништува авторитетот на папата. Када не може да ги оспори неговите учења кои се подпираат на црковната традиција. И така завршува тој спор со тоа што Лутер бара не во рамките на некаква папска институција, туку црковен дуел. Дуел со црквата како представник на Христос на земјата, не папата, црквата вели авторитетот. И следната година во Лајпциг, 1519 година, се организира дебата во англиско, во тоа подречје Џон го викат, меѓутоа Јоханес Ек. Јоханес или Јохан Ек е најдобриот, така да речем, дебатер на папата. Најдобриот познавач на заклучоците на црковните собори. Збориме за западните, на католичката црква. Соборите кои биле особено интензивни во 15-тиот век, во Констанца, Пица, Базел и така натаму. Прекрасен говорник, брилјантен ум. Нема подобар познавач на теологијата, збориме теологијата на црквата. Во тоа време од Јохан Ек. И на таа дебата, која била голем настан во Лајпциг, Лутер го користи истото оружје. На сите цитати од заклучоци на црковни собори, од историјата на црквата и така натаму, Лутер одговара соодветно на цитати од Светото писмо. И вели, и црквата не е авторитет. И тогаш излегува со оној познат слоган Сола скриптура. Писанието е, силата е во писанието, силата е во Светото писмо. Тоа е единствениот авторитет. И ја добива и таа дебата, по кој што веќе немајки со што да се спротивстават, му спостават ултиматум. Или ќе се откажеш од книгите, или ќе те убиеме. Се фрла анатема врз него. Тоа е она што и Христос овде го покажува. Наспроти себе има теолози, ќе видиме какво знаење они користат, и Христос кој вели моето учење, учењето на Отецот. Книгите, писанието. Познавањето на Словото, и тоа го вели Френсис Бекон и Томас Мор. Познавањето на Хопс, на Светото писмо е сила. Тоа знаење има сила. Црквата својата сила и причината за успехот ја црпи во силата на Словото. Во познавањето и проповедта на Словото. Знаете, денес светот има во светот, не светот во светот, има повеќе теолошки школи од било кога во историјата, повеќе образовани теолози христијани од било кога порано. И денес мислам дека црквата е по-слаба од било кога порано. Зошто? Бидејќи за успехот на христијанството е неопходно вера во Божјото Слово. Многу од тие високи теолошки институции воопшто и не проповедаат за верата. Не акцентот на верата во Светото писмо, туку во познавање на теологијата. Многу од нив се либерални, воопшто не веруваат во богословеноста на Светото писмо. Силата на вистина е моки, но знаењето на вистина е сила, но знаење во кое е вклучено верата во Бог. И продолжува Христос кога ја гледа реакцијата како му се восхитуваат и вели: учењето мое, што се восхитувате толку? Учењето мое не е мое, туку на оној што ме прати.
И тука неколку работи тој сака да каже, имајќи во предвид кој е таму. Прво им вели, па она што јас го кажувам е откривано досега, кога тој проповеда на книгите и откриваат луѓето какво знаење има за книгите, во тој текст што го прочита Филип, а овдека писанието има пред Стариот Завет. Тој им говори од Стариот Завет. И сигурно од Стариот Завет говори за волјата на Отецот во Христос. Тоа е неговата тема. И јас го проповедам тоа што ви е откриено веќе. Па добро, во Стариот Завет какво слово е запишено? Кога пророците пророкуваа, што велеа? Така говори Господ. Така говори Отецот. Не го кажуваме ние она што е наше, нашето учење не е наше, туку е на Отецот. И така јас, говорејќи за книгите, за писанието, го говорам тоа што е на Отецот. Го говорам Светото писмо. И не само тоа, и тука има една суштинска разлика, тоа им пречи најмногу на фарисеите. Кога Христос говори, не говорам моје учење туку на Отецот, во исто време вклучува со истиот авторитет што го има Отецот. Го говорам учењето на Отецот како еднаков со Отецот. Тоест, говорам учење кое е содржано во мене. Малку на друго место тој вели, никој друг не го познава Отецот освен Синот. Знаењата се внатре содржани во Синот. Тие не се научени знаења, туку тие се самите познавања на Синот. И затоа се чудеше толпата, например, во Марко, понатаму пишува, не е тој, како е, се чудеа на неговата наука, зашто тој ги учеше како оној што има власт, а не како книжниците. И фарисеите тука се вклучени, равини се и книжници и фарисеи. Од сите категории произлегуваат рабини или учители. Како поучуваа? Христос вели, моето учење не е моје, туку на Отецот, кој ме испратил. Како поучуваа книжниците и равините? Тие поучуваа на основа на она што е запишано во Талмудот, во Мишна, а потоа и во Гемара. Првите равини, целта на првите равини е да го разјаснат Мојсеевиот закон. Тоа е темата на нивната поука претежно. Мојсеевиот закон, зашто тие веруваат дека правилното извршување на Мојсеевиот закон ќе донесе благодат и спасение. И затоа се трудат околу законот. Најголем дел околу саботата. Цел том има во Талмудот кој е посветен само на саботата. Друга голема тема е десетокот и една тема за граѓанските закони. Правото, правната област. Тоа е 90% суштината на Талмудот. И првите равини се обидуваат да дадат толкување на Мојсеевиот закон како правилно да се примени во животот. Нивните ученици пак ги коментираат нивните толкувања на законот. Третата генерација ги коментираат коментарите на коментарите на равините за коментарите за Мојсеевиот закон. И така се создава една традиција. Традиција која е основата на учењето на тие книжници. И кога тие поучуваат, нивната поука е како што нели кажал тој отец, тие не бил отец, равин, ама другиот го негирал за разводот или за нешто друго, и така, но третиот негирал, а Христос не е дел од таа школа. Христос не одел во тие училишта, пишу вели Јован. И сепак имаше познавање за книгите, имаше познавање за Словото. Тој кога проповедаше, не ги користеше тие човечки авторитети. Тој не цитираше што рекол овој авторитет или оној авторитет. Тој го говореше Словото на Отецот, што тоа е самото Слово. И за разлика од тие учители кои се трудеа правилно да го применат законот, зашто тоа носи благодат, Христос дојде и рече, јас сум благодатта. Ако верувате во мене, вие имате благодатта. Јас сум спасението. Ако верувате во мене, имате спасение. И тој е неговиот авторитет. Таа е неговата сила. Сила во Словото, кое што тој го говореше. Како тој се обяви, нели, уште на почеткот е објавен како Логосот.
како создател на се. Како некој кој што го има единственото знаење. Во Матеј тој ќе каже: се ми е предадено од мојот Отец и никој не го познава Синот освен Отецот. И никој Отецот не го познава освен Синот. И кому што сака Синот, така на тој го открива. Тоест, и познавањето е во Синот, и откровението е во Синот. Решил да им се открие нив, не го прифатија, ќе се открие на други, ќе се открие на паганите. Но тој, од неговата воља зависи откровението на Отецот. Словото на Отецот. Тој го открива. Тоа е таа највозвишно спознание за Словото на Бог или Словото. Тоа секој што нешто знае, така да кажеме, во мерката во која знаеме, должи на откровението што Христос го дава. Неговата воља тоа знаење да биде откриено. И сега овие следи една долга пак дебата, спор во 7 глава, на кој што созданието, оние што Христос ги создал, го отврлат, велат тој не е образован. Ке го наречат демонизиран, ке го наречат шарлатан, ке го наречат измамник. Со што ли, со какви не зборови ке го обвинат. Иако Христос преку целото тоа време се обидува да покаже, се самопотврдува како авторитет, многу поинаков од фарисеите, книжниците. Во поглед на интегритетот, во поглед на искреноста, во поглед на праведноста. Тој контраст е голем, кој ќе ги споредиме фарисеите и Христос како личности. Како достоинство, како честност, како праведност, како искреност. И тоа ќе го каже Христос овдека малку понатаму. Вели, ако некој сака да ја врши волјата негова, ќе разбере дали ова учено од Бог или јас самиот од себе зборувам. Јасно е учењето. Јасна е проповедта од Словото. Меѓутоа, дали ќе разбирате, дали ќе знаете, зависи од тоа дали вие сакате да ја вршите волјата на Отецот. Ако вие сакате да ја вршите волјата на Отецот, ќе разберете што ви говорам. И ќе ме прифатите и мене. И во сето тоа всушност е вклучено верата. Кој е волјата на Отецот? Што значи покорност кон волјата на Отецот? Неколку пати има откри во Евангелијата, и во 4 и во 5 глава, и овде во 5 и во 6 и овде како го. Волјата на Отецот е оној што ќе го види Христос, да поверува во него. И така ќе има вечен живот. Кога го праша што да правиме за да ги вршиме Божите дела, рече едно е делото на Божо. Да поверувате во оној кој го испрати тој Отецот. Понатаму ќе каже, ако Отецот го прифатив, ако верувате во Отецот, и во мене ќе верувате. Со други збори вели, се сведува на вашата вера. Ако вие навистина верувате во Отецот, и во мене ќе поверувате. Ако верувате во Отецот, тогаш ќе имате спремност, копнеш да ја вршите неговата волја. А неговата волја е мене да ме прифатите. Ако мене ме прифатите, ќе верувате во мене и во тоа што јас го говорам. И тогаш ќе имате сила, тогаш ќе имате знаење, тогаш ќе имате авторитет. Тогаш вашето знаење ќе има сила. Нема да е човечко знаење, туку ќе биде она божествено кој што дава сила. Тоа е идејата на Христос. Ако не се довериш на некого, не си спремен да го следиш. Значи, зашто знаењето не се сведува, не е прашање само на разумот. Верата или знаењето е прашање на срцето. Тие луѓе знаеле многу, имале многу знаење, имале многу информација. Меѓутоа, таа информација се сведува само на разбирање со умот, но не и со покорност во срцето. Да живеат според тоа знаење за Бог. Знаеле се за саботата и потоа ќе ги предизвика за саботниот ден. Знаете многу за саботата. Многу ви значи да се покорувате на саботата. Колку сте праведни во поглед на колку вашиот суд е праведен во однос на
почитувањето на заповедите за саботата. Зашто знаењето или разумот, тоа знаење со разумот се сведува на разбирање. Разумот вели треба да разбереш. Но не е доволно да разбереш, зашто вистинското знаење вклучува нешто повеќе. Вклучува подготвеност тоа знаење да се извршува. А за тоа е потребно вера. Ти можеш на некога да му збориш, да му ги кажеш сите последици. Ние имаме таков проблем. Ке ги кажеш сите последици. Ако продолжиш така, ќе тонеш се повеќе и повеќе. Но ако тоа знаење не се потпре на доверба во тоа што ти кажу, во вера дека тоа е вистина, во спремност да се слуша, тоа знаење нема никаква сила во животот на оној кој му сега. Се дека не тресне и не свати дека навистина било така. И тоа на Христос што го кажува овдека. Вие немате спремност да извршите волјата на Отецот, зашто не верувате. Ако верувавте во Отецот, и мене ќе ме прифатевте, и во мене ќе верувавте. Вие се верувате на вашите човечки традиции што сте ги изградили. Вие се ги сакате вашите човечки традиции и цело време околу за нив зборите. Зашто не ви е важно Словото на Бог. А без тоа нема сила. И тоа е логиката. Ако не се довериш некому нема и да му се покориш, нема да го следиш. Како Соломон што вели, мудроста ја зајакнува силата на разумниот. Меѓутоа, мудроста е страв од Господ. Доверба, зависност од Господ, познавање и вера во Него. И тоа е во основата на нашиот христијански живот, верата. Преку верата, како што пак ќе го цитирам Августин, ние достигаме до разбирање. Поверувај и ќе разбереш. Како знаеме дека Бог ги создал вековите или световите? Го праша Јов, Бог го праша Јов кога веќе, да кажемо, дојде прикуглава од плачењето и лично му се обрати. Каде беше ти кога ги поставав основите на земјата? Кажи, кај беше. Ако знаеш. Ние дори не знаеме и на тоа прашање да одговориме кај сме биле тогаш. Кој знае кај бил кога не сме постоеле или сме биле некаква совршена форма или образ во апсолутната идеја на Бог. Не знаеме како платонистички се израза. Кај сме били? Не па да знаеме како се случило сето тоа. Но знаеме како се случило и пак преку вера, како што вели во Евреите 11.3. Преку верата разбираме дека вековите се создадени со Божи збор. Бог со збор се создаде. И од невидливото произлегло видливото. И тоа важи за целиот наш живот со Бог. Ако сме спремни да ја вршиме волјата на Бог, ќе имаме разбирање. Ќе имаме знаење кој има сила. А сето тоа се потпира на верата. Преку вера. Во тоа слово на Бог. И копнеш за него. Зашто тоа слово, и тогаш тоа слово се самопотврдува во нас. Кога со вера ќе го прифатиме, тоа покажува реалноста во нас. Ја покажува силата да преобразува. Ја преобразува моќта да излегуваме како Павле, како Петар, како Мартин Лутер и со авторитет, со сила да говориме. Тогаш знаењето има сила. Се само потврдува. Нема потреба тоа да биде докажување. Што Лутер, пак е го, не Спрчен тоа, Спрчен постава така реторичко прашање, треба ли да запалиме свеќе да го видиме сонцето? Ај тогаш немало рефлектори, имало само свеќе. Треба ли да насочиме некој силен рефлектор кон сонцето за да го видиме? Не. Напротив, сонцето е тоа кое што огрева се. Ние не можеме да го гледаме сонцето, што кој ќе се обиде да го гледа неколку секунди ќе ослепи. Но таа светлина што доаѓа од сонцето нас не осветлува. Или како што, не знам дали го има тука, нема, пишува во 2 Коринтини 4.6, Бог кој некогаш заповеда од темнината да изгрее светлина, тој ги озари срцата наши, за да биде познанието на славата Божја во лицето на Христос светло, осветлено, јасно да биде.
Бог направи во Христос, бидејќи тој заповеда, бидејќи тој ни го даде Христос. Во него ние с Божјата слава ја гледаме јасно, осветлена. Таа е самото светло во животот, славата на Бог. И тоа светло потоа осветлува се и осветлува нашата темнина, темнината во нас, го осветлува светот, се осветлува. Се само потврдува. И Христос овдека продолжува со таа само потврда на неговиот авторитет, не само како познавање на книгите, туку и како живот. Таа сила, тоа знаење, која има сила, тоа знаење е и живот. И им вели, кој говори самиот од себе, тој се бара својата слава. А која бара славата на оној што го пратил, тој е вистинит и во него нема правда. Нема неправда. Интегритет. Тој е обвинуван дека е шарлатан, дека само ги мами луѓето. Сеќавате, така заврши 11 стих, мислам дека беше. Исус им вели, кој шарлатан, кој измамник ќе дојде и ќе го одвлекува вниманието од себе кон некој друг, за тој друг да ја прими сета слава. Нели секој измамник кој ќе дојде, ги мами луѓето така што ќе ги привлече кон себе, за тој да добие слава и корист. А цело време, вели Христос, јас го одвлекувам вниманието од себе кон Отецот. И дојдов јас да извршам волјата на Отецот, кој на крајот ќе значи страдање за самиот Христос. И како вие велите дека јас сум измамник. И тоа е контрастот меѓу него и фарисеите, кои цело време вниманието со своите знаење, познавања на теологијата, на равинската теологија, го привлекува вниманието кон себе. Колку тие знаат, за да седнат на првите места, каде што се собираат, за да добијат најголема почит. Голема разликата во интегритетот меѓу Христос и сите тие таму вакво авторитети. И не може да најдат никаква вина во него. Тој ќе ги праша после, малку понатаму ќе видиме, директно, кажете ми каков греф извршив. Покажете ми еден греф, каков греф извршив. И ти не можеа да најдат никаква причина за да го осудат. Не можеа да најдат вина и пак не беа подготвени да вршат волјата Божја. И, знаете, Светото писмо остана заклучено за нив. Заклучено бидејќи не немаше таа спремност да се покорат. Верата ја нема. А кога Словото останува заклучено, доаѓа она природното да се нафрлат на Христос, да се нафрлат на Бог. Проблемот не беше во Христос, проблемот беше во нив. И затоа Христос, последниот стих, се навраќа на обвинението. Сака овдека сега да ги подготви за нивното неправедно обвинување. Тој самиот прво се објави, јас сум, во мене нема неправда, зашто јас не барам слава за себе. Ај сега да видиме законот. Јас во што сум го нарушил законот, а дали пак вие сте сега целосно според законот. И тука пак гледаме сила. Е таа сила на Словото. Ке даде аргументи само од Словото, за да покаже својата невиност и во исто време тој како обвинет да се претвори во судија кој ќе ги обвини самите фарисеи. Зар не ви го даде Мојсей законот? Но, го исполнувате ли законот вие? Не го исполнувате. Зошто? Прво, ќе им каже, првата причина. И сега тука формата, не знам дали треба да е прашална, им дава доказ. Сакате да ме убиете. Што пише о законот? Не убивај. На крајот ќе заврши ова 7 глава со зборот на Никодим, кој им каже, чекајте бе, вие правите план да го убиете, пративте стражари да го фатат, да го убијат. Во законот пишува дека никој не смее без доказ, без судска постапка да биде убиен. Ние го нарушуваме законот. И вели Христос, вие го нарушувате законот, мене ме обвинувате дека сум неправеден, а вие самите
го кршите законот. Правите план да ме убиете. И знаете овде дека пак излегува на површина силата на Христос, моките на знаењето, на Словото, преку неговата смиреност, остроумност која покажува и смиреност. Тоа отиде буквално во змиско гнездо, обкружен од змија околу него на празникот. Отиде во центарот на спротивставеноста против него. И ја покажа таа храброст, нели, да се спротивстави на тие луѓе. Зошто? Зашто тоа прави знаењето, дава сила. Дава сила и во опасноста да се спротивставиш, да ја кажеш вистината, како што Лутер имаше смелост, да застане. Ние не можеме да го доловиме тој контекст денешен. Ти во средниот век или на крајот или на излез од средниот век да се спротивставиш на најмокната институција. Во средниот век немало држава, немало европски држави, нема Западна Европа. Има само една религиозна црковна институција, католичката црква, со центар папата. Тоа е хегемонот во се. Тоа е најмокната личност која поставува симнува цареви. Нема национални царства со авторитет. И Лутер се спротивстава на целата таа империја. Сам, секако подржа од неговите следбеници. Се спротивстава на империја, на главниот хегемон на папата се спротивстава. Го има знаењето. Знаењето на Словото, кој дава сила, кој е моки. И победува во сето тоа, со силата на Словото. Или, како што пише об Псалм 119:98, со твојата заповед ме направи помодар од непријателите мои, зашто таа е секогаш со мене. Да. Тоа е силата на знаењето, да се спротивставиш, колку смело им ги постави тие прашања. Како може вие кои се објавувате за заштитници на Мојсей и на законот, да го кршите законот? И како ќе одговорат тие на тоа? Демонот е во тебе. Кој па сега сака да те убие? Што ти се замислуваш дека ние се занимаваме со тоа, си не многу важен, а тие веќе прават план и веќе ќе видиме се пратени тие војници, стражари, полицаи од храмот да го фатат. И доколку треба темнината да е во човекот, на очигледна работа да викат ти си нешто, некој демон влегол во тебе и сега си замислуваш дека сакаме да те убиеме. Ти си луд. И Христос сега пак се враќа на судскиот процес и им вели, продолжува со неговата заштита, и вели, едно дело извршив и сите се чудите. Не се чудите на делото, а неговото дело е тоа во бајната Витезда, кога го излекува 39 годишниот човек од цел живот бил неподвижен. И не се чудат они на делото, они се чудат зашто во сабота го изврши, за тоа сакат да го убијат. И сега продолжува и говори за обрезанието. И вели, Мојсе ви го даде обрезанието, но не Мојсе, всушност од татковцето, од Аврааме. Аврам го даде обрезанието како знак за заветот, секој машко дете на 8-миот ден да биде обрезан, како знак за одделеност на Божиот народ од другите народи. Тој народ припаѓа на Бог. И потоа е внесен од Мојсей во законот, во Левит, дека ритуал на 8-миот ден да биде обрежено детето. И сега прашува Христос, а 8-миот ден често пати се паѓали сабота. Ако детето е родено во сабота, обрезанието ќе треба да биде следната сабота. И сега што да се прави? Обрезанието само по себе значи користење на нож, сечење, која вклучува кршење на заповедите за самотниот ден. Она што равините го напишеле како правилник. Од друга страна пак Мојсеевиот закон вели дека на 8-миот ден треба да биде обрезано детето. Кој е заповед сега? Ако не се изврши,
обрезанието ќе се наруши една заповедта за обрезанието во 8-миот ден. Зашто Мојсей не предвидува исклучок. Ако пак го изврши обрезанието, ќе се наруши друга заповедта за саботниот ден. Дискутираат, многу дебатираат равините, на крајот заклучуваат, ами заповедта за обрезанието е поголема. Зошто? Зашто така се извршува, се прави добро. Се извршува оној ритуален дел за припадност, за обрезание и знак за завет, така да таа доминира во поглед на забраната за саботниот ден. И така го решиле проблемот. Може да биде и треба да биде обред, иако некои равини спорат околу тоа. Но тоа е потврдено во Мишна, запишено дека заповедта за обрезание надминува построго заповедта за саботниот ден. И сега поставува Христос тука логично праша, а тоа е принципот на поголемото добро, забрането ли е во сабот да се прави добро? И кога Христос ги прашува фарисеите во една прилика, дали е забрането, што е забрано, да прави добро или лошо? Тој се повикува на таа традиција, дека во сабота сегаш е добро да се направи добро. Тоа е неков принцип. И сега ги прашува, кој е доброто? Вие во сабота дозволувате да биде отсечено дел. И так, тоа е алузијата што прави. Дел од детето, дел од неговото тело отсекувате. А јас во саботен ден еден човек го направив целосен, потполен. И тоа е вистинскиот превод. Не е здрав, туку комплетен го направив, целосен го направив. И сега едното дело во кое што вие отсекувате парче од детето не е грев, а делото во кое што јас човек целосно го направив физички комплетен е грев. И кај се е тука логиката? На кој начин вие судите? Судите според објективноста на словото или судите според надворешноста? Според тоа како вас, според околностите, како вас во вашиот интерес сте водени за да донесете пресуда. Според некои лични предрасуди. И тоа е проблемот со кој што тие се соочуваат, тоа е проблемот со кој ние се соочуваме често пати и денес. Поставуваме лични согледувања кои се чисто телесни, надворешни, од човечки предања како авторитет над Словото на Бог. А овдека јасно им кажу кој е авторитетот на Словото. Се повикува на авторитетот на Словото. И тука пак да се вратиме на големиот принцип што Христос го поставува. Знаењето и моќта се во Божиот збор. Клучот за тоа знаење е верата. Сеќавате Натанаил, со сомнеш дојде кај Христос. Рече, може ли нешто добро да дојде од Назарет? Христос го најде и му рече, дојди и види. И тргна по него Натанаил. Поверува и верата го преобрази, го промени. И тоа нешто го прави с Божјото Слово, кога со вера му пристапуваме. Преобразува. Знаете што не прави како Христос. Како Христос. Праведни, смели и мокни. А Христос светува дека на срцето кое со копнеш доаѓа кај него, со понизност и смиреност, му дава разбирање, благодат што дава моќ, сила што духовно очисти, леп што дава живот. И сега продолжуваме со Господната трпеза, каде што Христос ја покажа најголемата сила. Најголемата сила во саможртвата, што ја принесе за човекот. Силата во која што покажа спремност да ја врши волјата на Отцот, така што својот живот го даде за човекот, за спасение. Таму на крстот тој не собра во него. Да се исполни оној дел од молитвата, последната молитва со учениците, да бидеме едно. Сите ни едно, како што тоа е едно. Едно, но само во Христос. Можеме да бидеме едно само во верата и послушноста на Неговиот збор, на Неговото писмо. Така се постига верата.
единството. И во тоа единство ние сите покажуваме прво зависност од Христос. Тоа е мудроста, тоа е стравопочита. Целосно да бидеш зависен од Господ. Целосно да бидеш зависен од Неговата сила и мок, од Неговата благодат. И тоа дава сила. Сила да го извршуваме Неговото Слово, кој честопати значи во тоа единство саможртва, предавање себе си за другите. И знаете што? Во таа зависност од Бог, од Христос, ние ја покажуваме, демонстрираме и зависноста еден кон друг. Ние си зависиме. Ние денес живееме во свет кој промовира независност. Независност, тоа е главниот збор. Да бидеш независен. Оној што сака да биде независен од другите, независен од Бог пред се, станува зависен од се. Од се во светот станува. Станува зависен од трендовите на светот, за да биде независен од другите, да биде голем, следејќи трендовите на светот, да биде популарен според трендовите на светот, сето тоа го прави човекот зависен од светот. Зависен од светот да бидеш независен од другите. Или ќе бидеш зависен од Христос и дел тоа единство, зашто си треба мене од други, или ќе зависиш од се друго. И ќе бидеш најзависниот од се. Само во верата во Христос, Неговото Слово, ние добиваме единство. И Господната трпеза е тој знак за единство. Кога бараат, нели, археолозите таму, остатоци, бараат вакво траги на цивилизација, кога почнале да живеат во заедници луѓето. Знаете ли кој е еден од показателите? Кога ќе најдат скелет, во којш, например, скршеница која е зараснала здраво. Тоа значи дека има веќе период во кој што луѓето се грижат едни за други, кога ќе се скрши раката на некој, не го изфрлаат да го изедат животните, туку го негуваат. Имат грижа еден за друг. Тоа е суштината на Христовата жртва. На крстот е покажа таа сила, грижата за паднатиот човек. Грижа што ние еден кон друг ја покажуваме, зашто сме зависни, си зависиме. Си требаме. Во суштина црквата е заедница, единство. Доаѓаме тука зашто зависиме од Бог и зависиме еден од друг. Треба сила човек да го признае тоа. Му треба сила. А таа сила доаѓа од Словото, знаењето, познавањето на Христос. Христос не преобразува, не прави како Него. Силни од верата. И сега кога веќе ќе пристапиме кон тоа, прво ќе се помолиме, да го имаме и тоа на ум. Во Христос, Неговата жртва на крстот, ги добиваме сите тие работи во сила и во моки, преку верата во Него. Ајде да се молиме. Татко Небесен, Ти си ни ја дал таа Твоја представа, тоа знаење за Твојот Син. Во овој текст што го гледавме, гледаме, Господи, како стои на толпата, која е непријателска кон Него, а сепак мирно се соочува. И Ти, Господи, не соочуваш и нас со тоа Слово. Начинот да се знае вистината е верата во Твојот збор. Затоа се молиме, дај ни вера уште повеќе, зголемја, за да можеме да растеме се повеќе во разбирањето, познавањето на Тебе, на Твоето Слово и така да живееме мудро, да живееме за Твојата слава. И Ти благодариме за тој дар што ни го даде во Синот Твој на крстот. Подсети не, Господи, сега на сето значење и поттикни во нас благодарност. Така што и сега овој чин и оваа пренесување, Господ, ова сега исполнување на заповедта за пиење од Твоето тело и јадење, пиење од Твојата крв, јадење од Твоето тело, јадејќи го, Господи, лебот и виното, да живееме со животи што носат чест. Да бидеме поттикнати уште повеќе
кон покорност која Тебе ќе те прослави на крајот. Биди милостив, Господи, кон нас, сврти го лицето и сега и дај ни мир. Во името на Господ Исус Христос повторно барам и прошка, очистување, облечени во Твојата светост, праведност, да пристапиме кон оваа Твоја заповед. Во Христовото име се молиме.